Почитувани, во недостаток на изговори за 2 години потрошени во неработење и лажни ветувања, Тимчо Муцунски и Христијан Мицковски упорно ги лажат граѓаните дека немале поддршка од владата за општина Аеродром. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, изгради целосно нов објект на училиштето Димитар Македонски во населба Лисиче, со капацитет од над 700 деца во вредност од над 60 милиони денари. Реконструкцијата на патот во Долно Лисиче, кој ги поврзува Јурумлери и Драчево во должина од 4 километри во вредност од 80.000 евра, е изведено од јавното предпријатие за државни патишта. Владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија учествуваше со над 30.000 евра во реконструкција на 10 краци на водоводната мрежа во Долно Лисиче. Околу 126.000 евра издвои општина Аеродром заедно со владата за реализација на овој проект во 2018 година. Реконструкцијата на улиците Мите Богоевски и Црноризец Храбар во населба Лисиче во вредност од 43 милиони денари е целосно финансирана од владата преку Министерството за транспорт и врски. Муцунски доби донација од Државната лотарија во висина од 2,6 милиони денари за реконструкција на дворот на училиштето Браке Миладиновци во населба Острово. Летово, Министерството за внатрешни работи почна да гради нов објект на полициската станица во Аеродром со вредност од 130 милиони денари. Спротивно од ова, Тимчо Муцунски и ДПМН во Аеродром уште не ги реализирале 4 нови ветени градинки во Мичурин, Острово, Лисиче и Долно Лисиче, проширувањето и реконструкцијата на објектите на градинките Сонце, Лале и Пчелка, новиот парк Радост на 6000 метри квадратни во Реонскиот центар, новата гимназија, новата општинска зграда, новиот кружен тек помеѓу Мичурин и Стар Аеродром, новиот мултифункционален центар со простори за младинскиот центар, новиот спортски центар Пирин во населба Лисиче, новата спортска сала во Долно Лисиче, музеот на МЗТ, киносалата и театарската сцена во Ново Лисиче, зголемената еднократна помош за новороденче од 8 на 20.000 денари, стратегијата за млади, стипендиите за млади таленти во износ од 30.000 денари, спортските субвенции за млади во износ од 600 денари и завршувањето на сите постапки за легализација. Иако наследи полна општинска каса, Тимчо Муцунски потроши 2 општински буџета, а ништо од овие ветувања не реализираше. Додека беше пратеник и како председател на Собраниската комисија за финансирање и буџет, Тимчо Муцунски го блокираше носењето на законот за заем од Светска банка за реконструкција на локалните патишта повеќе од 1 година. Дали е тоа истиот Тимчо Муцунски, кој сега како градоначалник бара заем со врзница во висина од 5,5 милиони евра со рок на отплата од 10 години и 5% годишна каматна стапка? При тоа, потенцирам дека општината Аеродром е доведена во ситуација да бара заем за прв пат од нејзиното основање. Ете тоа се резултатите од работењето на Тимчо Муцунски и ДПМН во Аеродром. 2 години само лаги, неработење и празни изговори. Ви благодарам.